Добро утро и од мене, јас сум Кристина Атовска. Последната тема во денешниот утрински брифинг ќе ја посветиме на еднородителските семејства или на самохраните родители. Ние овде во студиото, додека трае рекламите, веќе почнавме да дебатираме и со колегата Александар и со мојата денешна гостинка за овие женски важни теми, но сепак господја Дороти Пачкова, добре дојдовте во утрински брифинг. Ќе го почнеме разговорот за темата за која што ве повикавме, а тоа е условите во кои што живеат еднородителските семејства. Добро ве најдов, ви благодарам за просторот. Од организацијата Една може во недела организираше еден марш кој заврши пред Министерството за труд и социјална политика. Изнесовте на маршот неколку барања, можам да забележам дека беше добро посетен и е прв од ваков тип. Што е првото барање на кое најмногу се осврнувате, поточно што е најголемиот проблем со кој што се соочувате? Вака да, после маршот продолжуваме со кампањата за застапување на нашите барања кои се формирани низ долги години наназад. Најголем проблем не би можела да кажам што е, заради тоа што во форма на барање, заради тоа што најголем проблем е игнорантноста од страна на институциите. Неспремноста да се работи континуирано на темата. Она кое ние го формулиравме како барања и кои ги упативме до различни надлежности одговорни за барањата, ќе можат денеска да го видат сите, а и можеше да се види всушност недела дена пред самиот марш. Секаде беа јавно објавени, но денес ќе ги поднесеме и до релевантните институции, ќе ги поднесеме до архивите на институциите и ќе чекаме одговор. Тоа е првиот конкретен чекор после маршот. После маршот доаѓаме позрели со едно големно, огромно можам да речам искуство и барањата се однесуваат на соодветно дефинирање на статусот на самохраноста. Третман врз основа на статусот на самохраност и еднородителство. Што треба да подразбира статусот? Ето така, нешто што досега никогаш сме го немале во државата, поради елементарно непознавање и немање ниту искуство, ниту професионалност во работа на оваа наша тема. Ниту волја. Волја декларативно секогаш постоела од страна на поединци кои се на челни места во политиките, но кога би размислувала во однос на дали волјата постои, ако ги гледам нивните активности, можам да речам дека не постои. Иако комуникацијата на ниво на лексика се сведува дека комплетно разбирање имаат, дека знаат дека мора некогаш да ја систематизираме и таа тема во реториката е општеството. залудно ако праксата вели нешто сосема друго. На неколку работи се осврнавте на маршот, пред се на праведни институции. Што подразбирате под тоа? Дали конкретно се мисли на институцијата Министерство за труд и социјална политика каде што и заврши маршот? Да, во најголем број од случаите, жените кои се наши членки на нашата граѓанска организација имаат сериозни проблеми не само во огромна мера со насилство и со насилници, туку и со нерегулирање на тоа насилство од страна на државата и државните институции и дел од тие институции, а челна одговорност сноси, да, така е Министерството за труд и социјална политика, под него е Заводот за социјална работа, исто така и сите ангажирани во истите тие институции. Тоа не е стручен кадар кој го изјавивте на маршот, за нив се однесува? Да, имаше можност на маршот да ги слушнеме и самите членки, жените на Сдруженијето, па така дел од нивните изјави се однесува кон апсолутна нестручност од лицата со кои тие стапуваат во контакти кои треба да го решат на некој црно-бело начин нивните проблематични ситуации кои излегуваат од нивните состојби. Социјалното новинарство, за жал, многу е застапено во држава. Секојдневно слушаме тажни приказни во изминатите години. За жал, проследив неколку такви истории и можам да кажам дека сите беа
негативно усмерени кон службите на центрите за социјални работи или поедини нивни оделенија, како например оделението за семејно насилство. Слушнавме секакви обвинувања. Она што ме интересира и она што може би јас го сметам за најтрагично е што секоја една жена вели, но јас од тие луѓе немам каде да се пожалам. Постои ли процедура, постои ли здружение што води некаква борба за правичност, кога таа неправичност доаѓа токму од вработените во државните институции? Ова што го посочи Кристина стварно е сериозен проблем и вистина работата на терен ни зборува за многу голема едноставно неправедност. Знаете, кога ќе препуштите се во рацете на еден административен службеник, тој на своја добра волја да одлучи кој е вашиот статус, навистина зборува за фактот дека нешто не е како што треба во оваа држава. Тоа е она кое ние всушност го бараме, систематизирање. Значи, самата членка жена која ќе оди и ќе се обрати во било која институција, сакаме да возможиме да има црно на бело за она кое си го бара. За жал, досега нема ништо такво. Затоа она кое го потенцираме е третман врз основа на статус, регулирано во закон. Регулирано во закон врз основа на статус би значило секое право, секоја мерка што би ја овозможила државата кон самохраните родители би била врз основа на статус се додека трае статусот на самохраност. Се додека една личност, еден родител, една жена, една мајка, во ретки случаеви и еден татко, сам се грижи за своите деца, се дотогаш да има право да ги користи мерките кои ќе бидат мерки за унапредување на можностите за самохраноста. Да, но генерално ние имаме искуство со голем број закони, дека законите се добри и постојат на хартија, но меѓутоа не се спроведуваат во пракса. Не е така. Прашувам, дали и каде може една жена да се пожали на вработен во Министерството за труд и социјална работа, ако се чувствува обесправено од конкретниот службеник? Дека имаме добри закони, изјавуваат, според моето досегашно искуство, само оние кои не работат на терен, кои не се во директен контакт со социјалните групи, или кои биле дел од работните групи, па тие сметаат дека они се врвот за се и се што и еве супер работа направиле. Јас не велам дека немаме навистина супер одредби во дел од нашите закони. Навистина е тоа така, но тие одредби треба да се подкрепени со подзаконски акти. Мора да се повикуваме на нешто. Генералната слика во однос на создавањето и креирањето на закони, јас не сум правен конституционалиста. Мене работата ме научила на овие нешта. Ни зборува дека токму недемократскиот начин на донесување и креирање и преформулирање на законите е оној проблем кој реално тоа што ќе се напише на хартија не може да се спроведе на терен. Не може да се спроведе заради тоа што се изолираат целните групи за кои постојат законите. Неколку пати сум им кажала во собрание, еве сега ќе повторам. Законите не ги создаваме за да бидат мртво слово на хартија, ги создаваме за да бидат во полза на тие за кои се создадени. Се додека не ги исконсултираме оние за кои ги пишуваме законите, ќе бидат обично писание кое во пракса ќе изродува со многу немили настани и со буквално незаштита на човековите права и за нас на денешнава тема на женските права. Практично и сите останати групи во државата кога бараат промена на легислативата, истото тоа го кажуваат во ова студио дека треба да бидат застапени во процесот на креирање на законите. Уште една работа која навистина не е толку ефтина во оваа држава, тоа е образованието или образовниот процес. Јас познавам семејства со две плати кои што имаат проблем со да го платат како што треба и да го издржат целокупниот образовен процес. Што треба да направи државата за да им олесни на самохраните родители? Одлично. За да не биде дека само критикуваме, во изминативе 5-6 години се донесе една мерка која вели дека секое дете од еднородителско семејство, сепак морам да потенцирам дека од друга страна, толку многу го стеснија грлото на оние кои се еднородителско семејство со погрешна дефиниција, што сепак
повторно огромна бројка од самохраните родители не можат да ја користат оваа мерка. Сепак мала бројка можат да ја користат мерката која вели дека секој дете од еднородителско семејство ќе може да плаќа само пола квота на државните универзитети во нашата држава, што е секако олеснување кое претходно сме го немале. Па тоа е нешто кое е позитивна поидовна точка за да младите на една може или подружницата на една може која е раководена и водена од деца од еднородителски семејства, младинци од еднородителски семејства, нивните барања се однесуваат на апсолутно ослободување од плаќање партиципација при образование. Тоа се однесува на децата или младите на кои треба да се запишат на факултети, но исто така имаме барања кои се однесуваат на ослободување од плаќања и во основните училишта, заради тоа што оној кој има дете во основно училиште знае дека нашите месечни давачки за воншколски активности кои се одржуваат во училиштето, вклучително и ужинка и хранарина, се околу 100 евра на месечно ниво, што е реално премногу ако ја земеме во предвид минималната плата, ако ја земеме во предвид синдикалната потрошувачка кошничка која речиси 40.000 достигна, ако добро да следам, во јануари месец 2022 година, што е навистина многу. При тоа синдикалната кошничка не ги зема во предвид неможностите и трошковите кои се создадени благодарение на различната семејна конструкција или еднородителските семејства, од типот на плаќање кирија, кредит за стан и слично. На маршот можевме да забележиме поддршка и од граѓаните и од медиумите. Очекувате ли истото да се преслика и во институциите и на крајот во собранието? Да, реално нашите очекувања одат во насока дека ќе почнеме системски да работиме на оваа тема и дека институциите, представниците и представничките од институциите ќе почнат да соработуваат директно со нас. Нема да само да даваат изјави и да пишуваат статуси дека работат на целната група. Ако работат на целната група, ние како единствена граѓанска организација која работи со целната група би требале тоа да го знаеме, а и секако нашето членство кое е број над 5000 самохрани мајки, па така ако било како државата ги контактира тие еднородителски семејства и самохрани мајки, ние секако би знаеле, мислам, нема потреба. Сте се обиделе да го презентирате ова пред било кој од пратениците? Да. Сте имале контакт? Така е, да. Во 2018 дури пратениците и подпишаа јавни декларации каде што пратеничките всушност, да не бидам погрешно сватена, да, навистина, имавме еден или двајца пратеници и околу 30 пратенички кои подпишаа јавни заложби дека тие ќе направат се што е во нивната сфера на дејствување за самохраните мајки и еднородителските семејства. И што направија досега? Ние реално вака разговорно имаме ветувања дека ќе направат. Па искрено еве јас ги држам се уште за збор, иако од тогаш се смени. Значи сепак заклучокот реториката е едно, реалноста е сосема друга. Да, реалноста и она што се случува во пракса ќе го видиме тогаш кога ќе дојдеме овде и ќе имаме на листа со избројани мерки кои се однесуваат на еднородителски семејства и тогаш кога дојавите до една може нема да се однесуваат на помош за празничини, за извршители, за плаќање на сметки, за избркани жени со деца од станови, тогаш ќе знаеме дека нешто некој направил и подалеку од празното зборување. Почекава ќе го искористам вашето доаѓање денеска на темава и за прашање поврзано со насилството, бидејќи денеска една од главните вести општествени е судењето, односно пресудата која што во моментов се чека во Велешкиот суд за велешанката Пале која го прободен евенчаниот сопруг за кој што имаше сведочења дека бил наголемо насилник, не само кон неа, туку и кон сите претходни своји партнерки. За овој случај огромен број коментари, огромна јавна поддршка за ослободување на велешанката, реакции и од Хелсиншкиот комитет кој бараат да биде ослободена од одговорност, но бараат и одговорност кон полициските службеници кои со години го толерирале својот колега. Каков е вашиот став за ова? Колку проблеми се детектирани во една реченица?
Баш така. Низ сите овие години работење и директен контакт со жртви на семејно насилство, но и со огромен број на насилници, за жал, морам да кажам дека ова што се случи е колуминација и ова е одговор на непостоењето на институционална заштита. Ова е реалноста. Ова е нашата реалност. Некои жени со оваа помисла и со толку блиска можност за соочување со смртта и кон самите себе си, живеат секој ден. Тоа е нерегулираноста на законите, неимплементираноста на Истанбулската конвенција во законските легислативи и на крајот од денот, она кога оставате на слободна волја на ангажираните, на државните службеници кои се на најсврлени позиции или се во директен контакт со самите жртви и насилници, се случуваат вакви работи. Се додека не ја уредиме земјава да има систем, да има државни апарати кои функционираат и се ставени во полза на граѓаните, ќе се случуваат вакви нешта. Јас искрено се надевам дека ќе се земе сето тоа во предвид. Игнорантноста на долги години насилство, насилник кој слободно шета на улица и секојдневно повторува насилство, без престан, кај секоја наредна партнерка. Дури и неговите родители на сведочењето не побарале кривичен прогон, туку оставиле судот да одлучи за ова. Едва чекам судот да одлучи. Хелсиншки побара одговорност за полициските службеници, негови колеги кои со години молчале и толерирале, па повторно за крај ќе ви го поставам истото прашање, можеби преформулирано. Сте слушнале ли некогаш во праксата некој вработен во било која од државните служби да одговара за игнорантскиот однос или за непостапување? Во сите светски статистики во однос на насилство, кога станува збор за насилници, најголем број насилници, ако ги класифицираме по професии, најголем број насилници има токму во оние професии каде што постојат униформирани лица. Ова се факти кои се предаваат на семејно насилство. Така да ова не е нешто што ги изненадува професионалците кои работат на темата. Не, ќе не изненади ако видиме некој да биде санкциониран. Тоа ве прашам, дали сте виделе некој Јас очекувам да бидеме изненадени во таа смисла, да биде некој санкциониран. Да се надеваме, да видиме дали ќе профункционира системот и така, бидејќи постои тука и стравот генерално кога се работи за униформирано лице да се пријави тоа униформирано лице. И сосема за крај, многу кампањи, медиумите постојано ја држат отворена темата за семејно насилство, но некако како да не се намалува семејното насилство. Каков е вашиот впечаток? И мојот впечаток е дека не се намалува семејното насилство. Уште повеќе и подлабоко не однесе пандемијата која живееме изминатите 2 години, каде што голем број од жртвите беа затворени дома со своите насилници, каде што институциите беа затворени, не можеа дури ни да пријават, не можеа ни да се обратат во голем број случаеви на лекар, па се обраќаа кај нас, а ние исто така бевме и ние исто така ја живееме пандемијата. Така, затоа е екстремно продолбочено насилството во последните 2 години, но и пред пандемијата, со еманципација на жената, со сваќање на својата позиција и со она кое ние го правиме во смисол на, како спомна, кампањи, гласно говорење за насилството, можеби токму ги мотивираме жртвите да даваат отпор. Кога жртвите даваат отпор, насилниците исто така даваат отпор, заради тоа што добиваме акција-реакција. Ние правиме кампањи како граѓански организации, ние правиме кампањи како експерти на темата, но државата се додека не одговара, ќе имаме вакви случаи. Жртвите и понатаму остануваат незаштитени, дури кога ќе пријават. Така вели праксата. За жал. Дороти Пачкова, благодарам што бевте моја денешна гостинка во денешниот утрински брифинг. Се надевам следниот пат за малку поведра ќе го водиме разговорот. Се надевам дека Велешкиот суд ќе донесе ослободителна пресуда каква што бара и Хелсиншкиот комитет и секако се надевам дека овие барања ќе стигнат, вашите барања за самохраните родители ќе стигнат до собранието. Благодарам уште еднаш. Благодарам и јас, ми беше задоволство.